Добро, почитувани медиуми, би сакал денешната пресконференција да искористам по однос на темата попис. Пописот ваков каков што е, во Република Македонија покажува алармантни бројки, кои што се поразителни за сите општини, освен за градот Скопје, и за целата држава. Особено со тоа што имаме преголемо иселување. Пописот власта сака да го покаже како успех, иселувањето покажува дека истиот е неуспех, а бројката од 7,2% неизјаснети покажува дека овој попис е некомплетен. Пописните бројки се показател за неуспех, бидејќи има силен бран на иселување, имаме операција спроведена со низа забелешки и со многу политика, и затоа сметаме дека ваквите бројки секој има право во истите да се сомнева. Не сакавме да коментираме додека не излезат официјалните бројки, но она што со сигурност може да се констатира дека и пред објавата на резултатите и за време на самата објава на резултатите, партиите од власта си играа со проценти и се уште го прават тоа што пописот многу го политизира. Во Македонија денес беше објавено колку има население, како е тоа население дистрибуирано по региони, по општини и по градови и како е тоа население по етничка припадност изјаснето. Но за прв пат во Македонија имаме една сериозна бројка од 7,2% или повеќе од 132.000, за кои што Државниот завод за статистика и покрај тоа што ги има на располагање сите механизми, од образование до лични карти, матични броеви, изјаснување по други институции, не успеал да ја дефинира припадноста на овие 132.000 македонски граѓани, жители на државата. Затоа сметаме дека Државниот завод за статистика не се потрудил да ги искористи податоците за да го направи овој попис да изгледа комплетен. Ваквите податоци пописот го прават некомплетен. Имаме 7,2% кои што го бойкотирале пописот, тоа се повеќе од 132.000 граѓани, а живеат во државата, имајќи во предвид дека дел од македонците овој попис го бойкотираа, бројките на Државниот завод за статистика требаше да се соопштат откако ќе се дефинираше припадноста на секој жител кој што не се попишал или не се изјаснил за време на пописот. Затоа денес имаме некомплетен попис во овој дел. Како може тоа да се заклучи? Едноставно, ќе ви споменам само неколку средини и општини каде што е поголема бројката на граѓани кои што не се попишале или не се изјасниле по етничка основа, а според нашите податоци добиени од најмногу од секторот образование, можеме да заклучиме дека нивниот број во најголем дел се работи за македонци. Во општина Аеродром, например, имаме 5247 македонци кои што не се попишани. Во општина Ѓорче Петров имаме 4450 македонци кои што не се попишани, во општина Центар 5000, исто и во Битола повеќе од 5000, во општина Велес 4700 македонци, во Кавадарци 2500, во Кочани 2400 македонци не се попишале, во Охрид имаме 4300 македонци кои што не се попишани, во Прилеп 5000 македонци, во Струмица имаме рекордни 6640 македонци кои што не се попишани. Во Штип околу 4400 македонци кои што не се попишале на оваа статистичка операција и со самото тоа сметаме дека оваа статистичка операција, не успевајќи да ги дефинира сите параметри на овие присутни жители во државата, го прави пописот некомплетен. Само во овие неколку општини што ви ги набројав, има повеќе од 60.000 неизјаснети кои што стојат во таква графа, жители на Македонија неизјаснети по национална основа и затоа според нас овој попис во тој дел е некомплетен и грешката, недостатокот е во Државниот завод за статистика. ВМРО ДПМН и покрај многуте забелешки повика на масовно попишување за време на овој попис и со тоа го дадовме нашиот придонес, но за жал
Имаше и одредени актери кои што повикуваа на бојкот и бојкотот нанесе одредена штета на податоците на овој попис, на комплетноста на овој попис и на штета на македонците. Споредено со пописот од 2002 година, има околу 200.000 граѓани кои што се иселени и сметаме дека оваа бројка е поразителна за државата, за сите општини, а особено за неуспешните економски политики на актуелната влада. ВМРО ДПМН, сметајќи дека овој попис е некомплетен, се обврзува по смената на власта да спроведе чисто електронски попис по сите европски стандарди, кој што може да биде и комплетен, и веродостоен, и да ги нема фалинките и недостатоците кои што ги имаат овие пописни бројки. Благодарам, повелете доколку има прашање. Да, повелете. Спомнате за понатамошни чекови, евентуално чист електронски попис, меѓутоа дали ќе превземете други активности за евентуално оспорување на овој попис? Тоа што имавме да го кажеме, го кажавме, сметаме дека во делот на оние 7,2% жители на Македонија, кои што Државниот завод утврдил дека се присутни во државава, а не се попишани, го прави пописот некомплетен и сметаме дека огромниот дел од тие жители се македонци по националност. Тоа може лесно и Државниот завод за статистика да го утврди, доколку се потруди малку повеќе да дојде до податоците преку Министерството за внатрешни и преку Министерството за образование. Господине Милошовски, дали ова значи дека ги признавате досегашните податоци од пописот и дали сметате дека доколку немаше бојкот на одредени групи, како што кажавте, ќе беше поуспешен? Пописот ќе беше покомплетен доколку Државниот завод за статистика успееше секој оној кој што не се изјаснил по национална основа, вероисповед и мајчин јазик да го регистрира и да го дефинира преку административните податоци кои што државата ги има за секое лице. И затоа сметаме дека грешката има направено Државниот завод за статистика, а во секој случај сметаме дека бојкотот и тие кои што повикуваа на бојкот го прави и самиот попис понекомплетен на штета на македонците. Дали ги признавате овие податоци? Секој оној кој што се занимава со признавање или непризнавање од политички партии, сметам дека ја промаршува поентата и само прави нова, како да кажам, манипулација од политичка гледна точка или можеби нова поделба помеѓу населението. Бројките и Државниот завод за статистика имаат обврска да бидат објавени според закон во службен весник. И тоа ќе биде направено. Но начинот на кој што се спроведени или обработени податоците и неуспехот да се дефинираат тие 7,2% ги прави бројките некомплетни. Само уште едно прашање, сепак дел од реакциите на останатите политички партии имаше некои такви кои што најавуваа и кривични. Дали можеби би идели како партии во таа насока? Сметаме дека последиците за овој попис и самите бројки кои што се поразителни преку иселувањето треба да бидат политички за актуелната влада, бидејќи таа ја носи одговорноста за најголем дел на иселувањето од огромниот број на општини во Македонија. Еве ќе ви споредам еден пример во споредба со претходниот попис. На претходниот попис во општина Кичево имало 31.000 жители албанци, денес има 16.500 албанци. На претходниот попис во Кичево живееле 20.000 македонци, денес има 16.000 македонци. Тоа значи дека повеќе роднини на Али Ахмети од Кичево живеат во странство отколку во општина Кичево. И тоа е поразително и за општината, и за албанците, и за стопанството, и за сите нас како држава. Благодарам многу.